Со предавањето на клучот на градот на струмичките карневалџии и официјално стартуваа овогодинешните карневалски свечености. Градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски за прв пат во историјата на струмичкиот карневал го предаде клучот на градот на организациониот одбор на карневалот, кои во наредните 8 дена, како што рече, ќе ја водат Струмица во една позитивна насока. Се радувам најпрвим како човек и струмиченец, а потоа и како градоначалник и покровител на струмичкиот карневал, што за прв пат во неговата историја воведуваме еден мал новитет, но со големо значење. Со надеж дека ќе има уште едно успешно издание на карневалските свечености и со уверување дека Струмица повторно ќе ги отвори своите порти за добре дојде на гостите од Македонија, Балканот, Европа и светот, со задоволство сакам да го предадам клучот на градот на струмичките карневалџии, кои во наредните 8 дена ќе ја водат Струмица во насока која сите ја посакуваме. Тие тоа го заслужуваат. Тоа го заслужува струмичкиот карневал. И нека биде карневал. Нека се случи струмичкото чудо. Нека Струмица биде повторно центар на светот. Ги прогласувам овогодинешните карневалски свечености за отворени. Председателот на организациониот одбор на Струмичкиот карневал Александар Цицимов со задоволство го прими клучот и рече дека и годинава ќе понудат уште едно изворедно издание на Струмичкиот карневал. Градоначалникот ни укажа една посебна чест да ни ја предаде власта на градот за овие 8 дена, колку што ќе трајат карневалските денови во Струмица. Во име на сите карневалџи се уврзуваме дека ќе направиме се Струмица да го сочува своето реноме кое тешко го стекна и дека ќе понудиме уште едно извонредно издание на Струмичкиот карневал. Свеченоста заврши со кревање на знамињата на Република Македонија, на општина Струмица, на Струмичкиот карневал и на Европската унија.